Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди, емисија која ќе биде посветена за една актуелна состојба во земјоделството. Некаде околу 1 мај во Македонија паднаа ниски температури, во некои региони и до -5 до -6, направија големи штети, особено во оние микролокации во депресиите во низинските региони. Поизразени се штетите долж по Вардарието, во оние делови кои што се поблиску до реките, но забележавме доста оштетувања и во Свети Николско. Разликата во висина, во тоа дали лозовите насади се малку на пониско и малку на повисоко, игра огромна улога. Таму каде што се лозијата малку на повисоко на ридот, буквално и да немаше оштетување или да е оштетувањето до 5 до 10%, додека во низинскиот дел оштетувањето и до 100%. Слична е состојбата и во Неготинскиот крај, во Росоманско. Нема да биде како ланската година, до толку изразено да нема буквално што да се јаде како лани, што беше да нема кајси и праски, но ќе има оштетување. Апелот е сега да се формираат комисии, да се излезе на терен, сите што имаат оштетувања во своите општини да пријават, да дојдат комисиите. Тие елаборати на крајот ќе завршат во владата и ќе се направат после некоја година, после некое време се прави обештетување. Но она што е позначајно сега за земјоделците е како да постапуваат сега во вакви услови, што да прават со своите насади, што ќе прават без род и укажувањето дека треба тие насади да продолжат да се одржуваат и натаму. Бидете со нас, тука се и стручните теми околу прехраната, заштитата и сите детали кои што треба да ги знаете околу превентивната заштита, која што е многу значајна во вакви променливи временски услови. И почнуваме по првата рубрика, редовно тоа е агровестите. Дел од млекарниците со известување до сточарите дека повторно ја намалуваат откупната цена на млекото за 2 денари за литар. Сточарите се жалат дека во време кога се поскапува, откупната цена на суровото млеко паѓа, што ќе предизвика натамошно уништување на млекопроизводството. Падот на откупната цена на млекото според сточарите се случува во континуитет, поизразено од лани летото, па така ако лани летото млекото се откупуваше до 33 денари за литар, сега според сточарите таа цена е од 29 денари до 24 денари по литар. Сточарите јавуваат дека пат на цената на откупот има речиси во сите млекарници, а во една од битолските млекарници цената на откупот се спуштила до 24 денари за литар сурово млеко. За проблемите сточарите барат итна средба со премиерот за да се побара излезно решение за спас на млечното говедарство. Од Националната земјоделска мрежа го осудија намалувањето на цената на млекото и бараат државата да воведе минимална заштитна цена, односно законско утврдување на праг под кој не смее да се врши откуп на млекото. Исто така бараат изголемени субвенции по литар произведено млеко за сточарите, како и ограничување на трговските маржи на основните прехранбени производи, вклучувајќи го и млекото и млечните производи. Пред почетокот на сезоната на пожарите, Министерството за земјоделство со апел до сите земјоделци да внимаваат да не придонесат за опасност од појава и ширење на пожар. Повеќе од 90% од пожарите на ниво на предел во регион се поврзани со човечки активности, како на пример палење на земјоделски површини, невнимание или неконтролирано палење отпад. Тоа значи дека повеќето пожари се настанати кои може да се превенираат, а не се неизбежни природни катастрофи. Поголема свесност, безбедност, земјоделски практики и засилено локално наблюдување можат значително да го намалат бројот на палења. Кога заедниците, земјоделците и институциите заеднички работат на спречување несовесно палење во сушни периоди, секоја година може да се заштитат илјадници хектари шуми, пасишта и обработливо земјиште. Цената на пшеницата порасна за 13% во последните 14 дена на Чикашката берза, како резултат на загриженоста за намален род поради сушата во најголемата житница во Соединетите Американски држави. Проценките за родот се уште не го земаат во предвид студеното време во Русија и Украина. Исто така оваа недела се очекува извештајот на Европската комисија за состојбата на земјоделските култури во Европската унија, што значително ќе влијае на формирањето на цената на новата жетва на пшеницата. Меѓународен надпревар за најдобри произведени ракии по 4ти пат организира Сдруженијето ЖТ Македонски ракијари, информираше претседателот Панче Арсовски, повикувајќи да се пријават производители на ракии од земја во иностранство на автентичната манифестација посветена на традицијата, квалитетот и пријателството Тиквешка ракијада 2026.
Мостри од произведените ракии за учество во надпреварот ќе се примаат до крајот на јули месец. Потоа ќе има меѓународно оценување од експерти во неколку категории. Тој најави дека доделувањето на медали и признанија за најдобрите производители на ракија ќе биде во месец септември, а во програмските активности на овој меѓународен фестивал се предвидени и дегустации и работилници. Веднаш по отстранувањето на блокадата од страна на Брисел, потпишани се 5 нови договори преку ИПАРД програмата. Директорката на платежната агенција Иротова по 6-месечен застој ги потпиша 5 договори во вкупна вредност од околу €1.000.000. Баратели кои имаат аплицирано на вториот повик од 2024 година, а се однесуваат на мерката 7, ќе треба во наредните 24 месеци комплетно да го реализираат проектот. Станува збор за инвестиции во туризам, при што е предвидена изградба на сместувачки капацитети и опремување на ресторани во рурални средини. За веќе реализираните проекти пак, кои чекаа исплата, веќе се доставени налозите за плаќање до Трезор. Наскоро се очекува Брисел да ги одобри измените на ИПАРД 3 програмата, пошто ќе бидат објавени новите повици за доставување барања преку кои ќе се користат европските средства. Главната тема за денешната емисија ни се оштетувањето од ниските температури. Во минатата емисија зборувавме за машини кои што преку задимување помагаат за заштитата и дури не ни се веруваше, ние кога ги снимавме тие машини и презентацијата, немаше никакви најави за ниски температури, дури констатиравме дека оваа година и нема да има потреба од такви машини. Веднаш по нашето снимање, само неколку дена по снимањето, најде студен бран, ноќите беа толку ладни да во одредени региони студениот воздух кој што вообичаено паѓа пониско и се задржува во пониските места, предизвика да настанат такви оштетувања да во некои региони, особено во Светениколско, ние кај што бевме, има и до 100%. Господин Петковски, Светениколско, Шаронели кај си состојбата со измрзнувањето, на повисоките региони можеби и не толку драстично, но во овие депресивните региони катастрофа, невидена. Значи, ова што го гледаме е рамно на како да е попарено. До колку спаднаа температурите, како изгледа лозовиот насад? Па пред неколку дена што се случи на фактички ситуација со метео, со паѓање на температурите, овдека падна утринските, рани утрински часови, 4-5 часот, беше -5 температурата. И таа се задржа некаде околу 3-4 часа. Со тие 3-4 часа, со таа инверзија која беше баш на овие пониските делови, ја направи ова штета, значи имаме максимално 100% уништување на лозови насади, мислим за ова година, и резултатот е ова што го гледате. Така да во повисоките делови за 20 на метри кој е повисоко, има нетакнато, ништо нема оштетено. Сосема друга слика. Така да од сите овие 90 хектари колку ги имаме, измеѓу 55 и 60 хектари колку можеме да прорачунаме е штетата направена, значи 100% уништување на лозови насади. Гледаме дека не правило разлика дали е млад насад или лоз и стар. Исто е штета. Нема, штетата е иста, значи таа температура е баш најкритична што е за лозов насад, за тој прво изненадување не беше најавено некој дека ќе имаме минусни негативни температури. Пошто ние имавме спремено за такви ситуации во месец април, кога почнува, имаме ролобали ставено по поеси тука и во случај ако се случи такво нешто да ги палиме, да ја заштитиме лозови насад колку толку од ниските температури. Не беше најавено за такви ниски екстремни температури. И тоа сите ни изненади. Кога дојдовме пред некој ден тука да видиме, имаше што да видиме. Значи се беше тоа тотално уништено. Немаше ништо од лозов насад. Сега каква ќе биде ситуацијата натака, дали ќе истерат нови папки, нешто ново да направи, не знам, ќе видиме, времето ќе покаже. Се работи за многу современ насад. Ова е нешто модерно, гледаме современо градено со современи начини на жици, на спремно за комбајн за берба, сортите се бирани. Значи ние имаме комбајн меѓу првите во Македонија е земено за берба на грозје. Овој лозов насад кој е 11 хектари го имаме припремено за комбајн, значи со сите нишани, со капка, со метални столбови, со жици, со стегачи, со сите се што треба да има еден модерен лозов насад. И доста е вложено во него. Сега ова е трета и сортиментот е италијански, од Рошедо е купено саден материјал од Италија.
Така да ова е трета година на лозовиот насад, со кој баш ни беше драго да видиме колку ќе роди, како ќе роди ова година. Треба да биде прва година на род, али за жал сега ќе биде другата година да видиме прва година ако биде. Да. Каква е сега информацијата од општината? Претпоставувам ќе се формира комисија, ќе излезат на терен, какви се најави? Јас вчера го информирав градоначалникот за ова ситуација, да поднесеме барање за излегување на комисија да излезе да констатира колку е штетата направена, колку е и што е. Ми обеќе дека има формирана комисија, кажа дека чека да се приберат сите барања кои имат земјоделци штета претрпена од ниските температури, да се излезе комисијата и да направи некои своје видување, своји записници и натака да видиме процесот како ќе се одвива. И неодамна промовиравме некои машини современи што веќе почнуваат да се купуваат, да се набавуваат за заштитење од вакви ниски температури. Треба ли државата да ги има преку програми да се субвенционираат, бидејќи сме многу критично подрачје веќе неколку години. Лани имавме катастрофа во Розман, праскане каснавме кај сија. Треба да имаме подготвени да бидеме на нивите, не да чекаме само на обештетување. Знаете, климата се смени во Македонија во последните деценија, се смени као на подобро. Во ствари излегат температурите дека се многу повисоки во летниот период и никој не се надеваше дека овој период 1 мај ќе се случат такви негативни температури. И затоа и луѓето и земјоделците не ги обезбедуваат тие машини, што мислам дека во посеверните краеви ги имат тие машини и ги користат луѓето. И сега со ова вакви случувања од падот на ниските температури, екстремни појави, мора да размислуваме натака да можеме да ги набавуваме тие машини, да можеме да ги штитиме лозовите и овошни насади. Кога би били преку државата на 50% да речеме, друг би бил интересот. Па да, тие машини сигурно не се многу скапи, рачунајќи дека се некаде од 10 до 15-20 илјади, зависи 20 илјади евра, зборам, зависи од количината, од големината, како што треба да го набавуваш. Мислам дека државата треба да учествува во ИПАР програма, да ги стави во програмата и може луѓе да конкурират и да ги зимат за да се заштитат овие лозови насади. Можда у 10 години, еве ние у 20 години прв пат ни се случува да имаме ваква ниска температура и ваква штета. До сега не сме имале таква, сме имале чат пат нешто ќе се јави, али ваква драстична промена на уништување на лозови насади не сме имале. Значи ова е за прв пат после 22 години. Така да и за тоа луѓето и ние не сме размислувале на таа тема да обезбедуваме. Со климатските промени се изненадување имаме и тоа колку сакате. Во Свети Николско на одредени места не се чепнати лозовите насади, на одредени места 100% се уништени. Како е кај вас тука? Кај нас моментално сега е 75%, но уништено тотал. Нема ништо. 25% е на тие поголеми на повисоките површини останато. И од тука има нешто малко, ма тоа е мал дел што ќе се обнови, не е страшно. А другите што ни се млади насади, тие се тотално и стариот и младиот со 3 годишна и 10 годишна старост се скрос уништени. Не правело разлика ладното. Нема разлика ништо. Исто уништено. Пред тоа кога сме имале помалку штети, било дел. Ќе фати еден мал дел, сега е тотално цела површина. Како парцела фатено од крај до почеток. Очекувате сега комисии да излезат на терен? Чекаме комисии да се формираат, да дојдат да излезат, да проценат самите да видат. Ние имаме на наша проценка, ама тие треба да скочат стручно официјално да си видат и да си проверат. Потребни ли се некакви современи алатки на земјоделците со овие климатски промени да бидат се подостапни за да можете да се браните од вакви? Сега за сега да, ова се што ни направи не моментално ни треба малце повеќе да може да се заштитиме, зашто не очекувавме вакво нешто, до сега не е било последниве години, толку изразено како сега. Иначе сега треба да ги пратиме трендовите да може да бидеме заштитени за наредни години. Да не очекуваме веќе вакво нешто да ни изненади. Ние да го спречиме. Многу се важни и микролокациите. На 20 метра разлика нема ништо. Не, така. На 20 метри од тука до другото, едното е скрос уништено, едното си е добро. Ги погледнавме оштетувањата во Свети Николско и во Неготинскиот крај земјоделците се жалат дека во одредени региони има големи оштетувања од ниските температури. Господин Крстевски, колкави површини имате подлозија, што сортимент, како, од кога сте во производство? Па во производство сме повеќе од 20-30 години, од мали нозе. И агроном по струка. И агроном, да. Ги разбираш работите, што Да. сортимент? Имаме ризлинг, шардоне, темјаника, вранец, медревка. Колкави површини? 6 хектара. 6 хектара. Да, лозов Поделени насад. на неколку региони? Па на неколку региони се, да.
1, 2 мај, некој славеа со скара, некој дојдоа да видат што се случило по лозијата. Да, Кај вас како, што затекнавте? Па затекнавме, може да видите сами, затекнавме лоша ситуација. Имавме доцен мраз, кој што им направи на неколку реони голема штета, а негден поминаме и подобро. Ево конкретно на овој тука, на оваа површина, кај што сме сега, некој како мини депресија е тука. Тука да, малце иде као дупка и рамна површина. И имаме тука поголема штета, ризлинг, сорта ризлинг е, и тука имаме негде 100% уништување на родот. А додека на другите места околу 10-20%. Каде како фате? Каде како фанал, да. Колку се задржа, до колку падна температурата според ваши информации? -2, од -1 до -2 има фанато. И тоа направи штета. Незгодна фаза е, многу е сочно, гледам и грошчиња има врзано. Сочно е, да, и сега е најнежно. И зависно од сортата, некои сорти, ако е лош теренот, експозиција на теренот, пак се останати, не се измрзнати. Покасно потеруваат, па не измрзнуваат Да. или самата сорта? Самата сорта. Груба проценка кај тебе сега колку белјата колка е во пари? Па некаде 5-6 хиляди евра, грубо, имаме штета Сега, за оваа година. Кој апел од сега комисии, проценки на штети, ќе ви значи нешто тоа? Комисиите треба да бидат стручни луѓе, за да може да утврдат штета каде има и колку има. А од канцеларија не може да се утврди штета. Во 17-та година лошо поминаме, баш имаме дури и повеќе мраз од сега. Тамо ни проценија многу мала штета, негде по 6.000 денара од хектар. И ги земавте после колку време? После година-две. Ама тие пари не ни значи ништо. Ако се прават такви проценки, и јас би апелирал да не ги прават воопште. Само правиме трошкови, вадиме имотни листови, губиме време. А тие пари, мислам дека на некој лозар нема да му значи ништо. Колку има до сега трошок дадено во овој лозов насад? Што се има од операции завршено? Во овој лозов насад има кроење, влечење прачки, тоа иде заедно, џубрење, Ѓубрење орање имаме, по стара цена, по таа скапата. да, хербицирање, заштита уште не е почната, на некои делови не се почнати, но овде не беше почната уште. Значи имаме голем трошок. Ние за 3 месеци ти треба да береш грозје. Остануваат уште по лесните операции. Сега немаше натаму више. Да, а поголемиот трошок не е веќе даден. Има ли чаре, што кажуваат еве некои поискусни лозари, нешто може ли да се извади сега ситуација или натаму како иде, сега само ќе може да потера или да се спаси барем за до година, ќе има ли последици за до година? Зависно колку е измрзнато. Ако е измрзнато многу, тешко дека нешто ќе може да се изваде. А доколку е помалку истерано, може да, ако потера пак да се исече над втората жица и да потера нешто таму, нека површничка, ние така го викаме кај нас, околу 400 кила. По Тоа декара. не е тој род. Тој род е многу мал и тој и бара многу работа. Колку Дали ќе трошоци биде да се исплатливо, гледа? Да. за да можеш тоа да го направиш. А за до година ќе има некои последици. Да, родните папки ни се измрзнати, ќе истерат јалови папки, кај што е 100% уништено, и од тие ќе имат послаб род. Ќе се намали родот за до година. Еве другите лозија речен имаш лозија и што не се Да. оштетени, ти живееш практично само од лозарство Да. сега. Како со новиве информации, со најавите дека нема да се откупува црвено, црно, има ли многу на залиха, загрижени ли се лозарите тука во вашиот крај? Па, мислам дека се највише загризени за црвеното грозје, за вранецот. Се најавува дека ќе нема откуп за него. И затоа мислам дека треба Министерството да направи нешто. Да не да чекаме да дојде, да се бере, па после да бараме кај ќе се даде грозијето. Со пред години најавуваа дека е потребно дестилерија да има државна една за Да, овој цел да. регион. Ќе значеше многу сега кој Ќе значи се за црвеното грозје, да, се направи дестилација за да може вишкот на грозје да се откупи и да немаме. Може да се прави што сака. Може да се прави, да се употребува за медицина, за ракија, за све. Дали имате практика да ги осигурувате насадите од тој аспект нешто од невреме, не знам дали осигураат од вака од мразеви пролетни? Од мразеви,
осигураат, мислам дека после 15 мај. Кој е тој мраз после 15 мај? Тој што не фајче. Само колку да ги А од запари. град да, ама не е многу исплатливо да се осигура. Според мене. Може би попаметно е да се инвестира во некои машини за заштита, а да бидат со помош нели од државата преку ИПАРТ или преку рурален развој. Може би од тој аспект подобро би било. Да би имало повисока цена грозието, да. Може да се инвестира во такви машини. А со оваа цена колку да се преживее? Само колку за трошок. Можеш да живееш, ама напорна работа. Колку рече 5 хектари имаш, сена се па едвај. 6, да. 6, па едвај крпиш. Да, со 6 хектара, со многу работа можеш да извадиш нешто колку да се живее. Следува редовната рубрика, а тоа се стручните совети околу прехраната и заштитата, особено во време кога клучна улога игра заштитата сега во овој период од годината кога се променливи временските услови. Во вториот дел од емисијата продолжуваме со состојбите во земјоделството, ќе позборуваме со еден долгогодишен производител и во овоштарството, но и во други култури, како сега во овој период што се прави и кои се мерки и дали има потреба тие од заштита од ниските температури. Господин Баро, како долгогодишен производител, како долгогодишен земјоделец, сте се соочиле со секакви состојби и страшни мразеви, и страшни измрзнувања и подобри состојби. Лани овој регион фати малце, не фати како беше, годинава подобро пројдовте со овие температури ниски што падна околу 1 мај. Па овде фала му на Господ. Оваа година овој мраз што беше последниот добро поминавме. Нема некои големи измрзнувања, дури овде еве на Крушеве се гледа дека нема измрзнување. Јаболкава исто нема. Лани овде Крушеве беа измрзнати 90%, а јаболките беа фул. Оваа година крушите се полни, кајсијата е добра. Има некои мали измрзнувања, али тоа на пониско до Варда што се башеве. Ова е површина до Варда, ама нема измрзнување. Не е страшно. Не е. Зависи од микролокацијата, ниско бил некако. Ниско, негде некој талас има лозија, некои измрзнати тука по Виничани, али тие што се на пониско место, иначе вака високо тука што ние село, ние сме познато село Виничани со производство на кајсија. Значи буквално нема куќа што нема кајсија. Такво ни е местото, ветровито помалце. Лани имаше доста измрзнување? Не, лани кајсијата немаше, имаше измрзнување, ама не многу, сега не треба да се жалиме. Имаше. Лани беше карактеристична, Росоман немаше што да направи. Имаше и, да, имам ја во Штарници и у Стоби, доле беше измрзнато 100%. Ако се ево и ваа година исто. Значи покрај црна е, ладна е водата, тако е. Струјење има така. Струјење има, Росоман има многу голема штета, дури има лозја 100% се уништени. Така и Неготинско бевме и таму има. Да. А овде пак ќе потенцирам, фала му прво на Господ, после лани добро поминавме, мислам имаше комисија општинска формираа, не обештетија 5%. Да се покријат Колку е некои трошоци. Вие не Па може да нема- престанете да инвестирате. Не може да се покријат со 5% трошковици, меѓутоа добре дојдено е, не е лошо. Сега што се прави во овој период? Што ве затекнавме среде работа, од вај дојдовте и на Да, еве снимање? сега се спремам моментално овде на површината ќе садам бостан, се спремам најлон да турам црн, покасен бостан ќе садам, али ќе турам најлон. Оти овде на еден комшија што има бостан под најлон, му измрзна. Толку беше ладно. Не помогна ни најлонот. Не, му измрзна. Дека ниско Може доле. не 100%, ама 80, да, има, останате нежен. Ама веќе пројде тој бран, мисли че ни нека нови бранови веќе Па не се случило до толку, да. Не се сеќавам на 2-3 мај, 4 да биде волку ладно. 2016 кога снимавте не беше мај, април нешто кода беше. 26 април беше 2016, кај сиите беа пред берба, па може би како штети невидени, ама се бориме, значи јас сум, еве, се одлучив на овоштарство и не дај Боже која ако ми измрзне овошките садам бостан. Бостан, зелка сум садел, капија сум садел. Нешто мора да работиш. Затоа сега ќе садам бостан. На отворено нешто под најлон, нешто на отворено за да Кокави имате површини се на се, шо одледувате на кокави површини? Па имам кајсија. Имам доста кајсија, меѓутоа у Стоби тие кајсии више ги запустувам. Имам доле 10 хектара кајсија, 12 имам. Меѓутоа еве 10 години назад мрзнати и не ги копачам, буквално ги копачам, нема ефект. Прскај. Ваа година смрзнаа на 7 април.
Пред тоа мрзнат, значи џабе, не. Значи посадивме и ја и брат ми по 12 хектара кајсија. Што е многу тоа, има Значи, работа. Садници од Грчка по 2,5 евра, направено леа. Многу пари уложивме и не врати тоа назад. Верувам, че не врати назад. И сега више дигавме раци, џабе инвестираш, џабе, значи ми се случувало, ете, имав тогаш доле устоби 26 април ми измрзнаа кајсиите беа, а имав кајсија што се бере од 5 до 10 мај. Значи, За многу малку. Значи, Се дадено на така, да, кајсијата. се дадено, работено, се и више. Се инвестирано. Не си на моćен и нема ефекти. Да се покаже дека микролокацијата е многу важна работа. Ако не ја бива подобро да се откаже со време. време. Откаже се со време и така, значи. А моментално Виниче ни е добро за кајсија. Има некој повисоко. ветре, повисоки Има ветре ритчиња. повисоко горе и така. Така се Виниче има- спасува. Се спасува, значи. А сум пробал и зачадување, сум пробал и прскање со атомизер и со ветрови. Ако е долго време да е и нека е -2, ако е цела ноќ мрзне, не помага ништо. Тоа се само маки. Круша колку имате? Колку време? Круша имам, овој насад ми е више 17-та година. 17-та година. Кајсија исто 17 години имам. Пред тоа работев во Бостон, исклучиво Бостон, детени на житарица, а сега се одлучив на воштарство. Јаболки имам тука, еве овде насад имам со јаболка муцо. И тоа задоволен сум, меѓутоа јака ми е подлогата, ја промашив. Не сум зајал, нели? Така, Па се. така. Али добро е, квалитетно јаболко вадам. Откуп со цени како крушата едно време баги достигна, добри цени достигна, пошто Има ја немаш. крушата, секоја година има цена. Секоја година има цена. Оти ја нема недостаток и ја нема, крушата има добра цена. Меѓутоа има доста заштита, доста улагање има. Треба и да се знае. И да се како- знае, и благодарение времето да на, се погоди. ќе го потенцирам професорот Маријан Кепријановски, негова голема помош, совети и заштитарот Маријан Коцев Помагаат. помагаат, излеваат на терен кога треба, совети. Науката си е многу важна. А и се учиме и ние више, буквално сега Така. Толку малку треба и малку кој треба ќе ги видиш. да, кои се така, работи. така. Доста проблеми имаше со бактериската ервинија. Како ги пребродувате тие еден период? Дури ми се чини јас нема крушата баш ради неа. Ради неа, да. Има и сега, меѓутоа се помалци и помалци. Се помалци и помалци. Има сега и некои препарати што се еколошки, органски, како ти А кажам. вршат работа? Да, вршат Ја работа. контролира. Вршат ја контролираат. Има, али ја ставаме под контрола, не е страшно. А крушковата болба? Крушкова болба и за неа и го најдовме лекот. Имаше еден препарат, сега го ја не крием, тој беше Делегейт се викаше, тој беше многу успешен. Сега задните 2 години тој демек доаѓа од Европска унија, сега задните 2 години го нема. А имам пријатели у Италија, се уште таму се користи. Истиот тој. А го гледате дека функционира? А функционира, многу функционира. Еве више не може да го Сега најдеме. замена? Сега замена на црно носиме. На црно носиме од Турција, од Италија, од Србија, од Слушай, ако се изгуби со неа битката, може Да, нема да, рол. тоа е. Кој ќе замеди, кој ќе Нема кој ќе замеди, тоа е сум прскал, сум ги перал со вода, со сјај, со прашоци, со Не, тоа. не. Добро е, сега за сега е добро. Добро поминуваме со тоа. Не е страшно, не е. Ако е сушна годината, не е страшно. Ако е врнежлива годината, тогаш Тоа имаме се проблеми. имаме проблем. Спомнав со пласман со цени. Како се снаоѓате сами? Сепак сте поголем производител. Треба, кога ќе дојде време за берба, треба да се најде пласман. Да. Немаме проблем со пласман. Ако се изразови квалитет, немам проблем со пласман. Тој што има квалитетна роба, Сам си ја продам својата роба на кванташки у Скопје, затоа што поголема количина не можам да ја искачам. така. Него носам за Косово одим многу, се бара за од тогаш јунската што е лепотица, што е убавица, што викаат. И оваа круша имам квалитет, нема проблем. кога ќе дојде таму со комбезо камионче, нема проблем, цело се Пише продадена унапред. Крушата е ве научи. тешка за работа, меѓутоа исплатлива е. А треба само да имаш добра сорта, добри садници. Едино садниците скапи се да има квалитетни садници Италија, Франција, Шпанија, меѓутоа 5-6 евра садник е Влечем голем, комбинација. влече многу пари. Многу влече пари. Добро, при подигање насади и при да речеме опрема некоја за заштита, еве, има некакви опреми за заштита од вакво. Ви значат ли, сте користели нешто од тие субвенции, ИПАРТ, национална програма, Да, треба да. ли да има повише, не знам, мрежи за засенчување? Сум користел ИПАРТ, имам земено трактор и атомизер на ИПАРТ и 2 трактора имам земено на националната програма. Сега аплициравме и ја и детево аплициравме за последната што беше
Таа што е поништија. Што поништија, да. Ќе прават. Да, голема, мислам, се вадат големи документи, се прават процедури, не е тоа некој трошок, меѓутоа јас сега имам работа, ја не можам да трчам да вадам документи, знаеш. И сум користел, да. Мрежата е добра исто, мрежа. Еве сега моментално имам насад увиничени над канале, над системот за наводнување. Го поливам со агрегат голем. Меѓутоа се трошкови големи, сега моментално овие денови ќе копам бунар, бушотина у дворот и ќе ја терам 1500 метра во нивата. Ако ми даде Господ да испадне вода, ќе ја терам 1500 метра ќе Добро, ќе трошите нафта, на што работите? на Бензин, струја. На струја, дома имам струја, на струја ќе трошам. Пумпа и на струја ќе. Тука системи за наводнување како се? Има. Тоа што е Опфатени под системот, да, под системот што ја има вода. Кога ја пуштат? Па пуштена е сега. Веќе пуштена? Па мислам дека пред 10 дена е пуштена. Има. Веќе почнете со Пуштена е водата и више време и да се пушта и вода овде, а овде до Вардар ние имаме бушотини со обични овие цевки, тука има. помпи, да. И со мотори овие дизели, бензинци, има вода овде, до Вардар има вода. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена, до тогаш имате пријатно неделно попладне.